5 интересни факти за PlayStation 5. PlayStation 5 и понатаму нема ни за лек, но тоа никако не значи дека не можеме да прочитаме 5 интересни факти поврзани со најновата конзола на Sony. Под хаупата на PS5 чека 7 нанометарски AMD Zen 2 процесор со 8 јадра AMD Radeon RDNA 2 графичка, 16 GB и графичката во PS5 би можела да биде RX 5700 XT или RTX 2070 Super. DualShock 4 контролерот кој е за PlayStation 4 може без проблем да се користи со PlayStation 5, но само во менито и со PlayStation 4 игри. Доколку вклучите PlayStation 5 игра, ќе добиете известување дека треба да приклучите DualSense контролер. Се чини како одлична комбинација да имате PlayStation 4 игра која можете да си ја играте додека DualSense се полни. Remote Play ви дозволува да стримате игри од вашата PlayStation 4 конзола директно на PlayStation 5. Со ова можете да геймате и во ситуација кога немате доволно простор на хард дискот. Имајте во предвид, меѓутоа, дека графиката не е премногу добра кога се стрима нешто и дека потребно е двете конзоли да се поврзани на една мрежа. Не сите игри можат да се играат со 60 фреймови во секунда или повеќе. Многу PlayStation 5 игри имаат два режима, едниот обично се вика Performance, а другиот Quality. Па така, во Watch Dogs Legion Performance ми дозволува да играм играта со 60 фреймови во секунда, но со средни графички поставки и исклучен Ray Tracing. Quality модот, меѓутоа, значително ја разубавува графиката со високи графички поставки и вклучен Ray Tracing, но со 30 фреймови во секунда. До сега, овие режими ги имаме проверено и во Rift Apart, Assassin's Creed Valhalla, Marvel Avengers и Demon's Souls. И за нас, Quality модот бара одредено навикнување и компромиси, а Performance нуди исклучително флуидни, иако графички осиромашено искуство. За жал, не сите PlayStation 4 игри можат да се играат со 60 фреймови во секунда и некои си понатаму заклучени со 30 фреймови во секунда. Се работи на нов PC VR уред, кој ќе има за препастувачко висока резолуција 2000 спрема 2042 од око и ќе дозволи целосна 4K HDR искуство. Доколку сакате моменталниот PC VR уред да го користите преку PlayStation 5, мора да земете неколку важни работи во предвид. Тоа беа 5 работи кои решив да ги издвојам овој пат за вас. Удрете лайк и суп на ова видео доколку ви беше интересно, а ние се гледаме и слушаме повторно во некое наше наредно видео. До тогаш, поздрав!